Врската меѓу мајката и нејзиното дете е една од најсилните што постојат, нераскинлива за цел живот. Но за разлика од некои мајки кои лесно го одбиваат своето чедо, има и такви чеда кои со години цицаат од мајчиното млеко. Или Салфета разговараше со една доилка по име Македонка која го има тој проблем. Стотици и стотици обиди да ги одвикнам од цицка, ама ништо не ми успеа, ништо. Почнаа комшиите да не спорат. Од срам не можам надвор да излезам. Пробав со млеко и од други приватни млекари што се, ама одма го препознаваат, не го сакаат. Не знам што ќе правам, ме исуши, а ке ме снема. Лигите ке нема кој да им ги забрише. А лигави се, брзо ке најдат некоја друга за цицање. Уште од сега ја жалам. Добро, например, вие ова кога го знаете, треба превзимете нешто, железен градник, можеби планови за иднина некакви имате? Каква иднина, бе, чедо, бе, ми се иде име, документи, личен опис, се да сменам и уџум да фатам. Ама кој ќе ме земе ваква исушена? Од секој ќе барам заем да се прехранам, за да ми дојде млеко. А овие не разбираат дека кога тогаш тие заеми треба некој да ги врати. Па добро, бе, ќе разберат, они уште се мали доенчиња за знак. Какви доенчиња, бе, олкави мажи по 28 години. 28 години? Псс, бе, ги разбудиш на работа се. Цицка! Абе, нема сат време кај ве нацицав, бе. Ајде, ајде, дојдете тука, ајде. Ете како што можете да забележите, драги гледачи, она кое што... Мердита? Уште 3 ми требаше, комшија. Не сум ја за цицање. Ја да го пунам шишево само дома ќе го пијам. To go. Океј, значи буквално ја пресиса. Студија? Абе, оставај малку, хеј.